Емоциите во политиката е ноторна вистина дека постојат во секој општество. Свесни сме дека тоа е и во Македонија, но не само во Македонија. Прашањето е колку интензивни може да бидат емоциите, на кој начин, каков тип, од каде доаѓаат и дали општествените сили или политичките субјекти можат нешто да променат, да ги видоизменат, да бидат по-конструктивни од што може да станат и деструктивни. На оваа тема ќе разговараме денеска со Марија Димитровска од Институтот за демократија, Societas Civilis, раководител на проектот. Да. Емоции во или за политиката? Емоции во политиката. Емоции во политиката. Поттикнување на откривање на емоциите во политиката за поддршка на европските демократи. Така. До какви сознанија? Вие бевте дел од едно пошироко истражување европско, така? ENCODE, како беше тоа, Horizon. Свој придонес во Македонија можеме да издвоиме како е кај нас. Можете да сублимирате какви емоции предизвикуваат нашите политичари, медиуми и социјални мрежи, од каде доаѓаат? Прво да се заблагодарам на поканата и во една-две реченици да објаснам за каков проект станува збор. Станува збор за конзорциум од 10 организации, од кои 4 се високообразовни институции во Европа: Виена, Вроцлав, Копенхаген и Сараево. Ние сме партнер во Македонија и учествуваме во реализација на активностите во нашата држава. Не станува збор за едно истражување кое се реализира во рамки на проектот. Проектот трае 3 години и вклучува интердисциплинарност во пристапот. Учествуваат и политички научници, економисти, аналитичари на податоци. Од различни аспекти пробуваме да пристапиме на проблемот на тоа како емоциите се создаваат, се манипулираат и се исполнуваат во политиката и какво влијание имаат врз граѓаните, нивната доверба во институциите, нивното политичко учество и конечно демократската отпорност на општествата. Кога зборуваме за резултатите за Македонија, можеме да зборуваме за 2 истражувања што беа реализирани во текот на минатата година. Едното е предводено од партнерите од Шпанија, Predict By, каде што се правеше анализа на содржини на социјални медиуми, значи постови и коментари на социјалната мрежа X, односно поранешен Twitter. Околу 2 милиони податоци постови беа анализирани вкупно од сите 6 држави, додека од Македонија беа вклучени 120.000 постови на политичари, на медиуми и коментари на овие објави од страна на граѓаните. Беа вклучени. Тоа е солидна бројка, иако имавме, морам да напоменам, огромни предизвици да добиеме податоци за Македонија. Прво заради тоа што јазикот не е препознаен како таков. Се мешаше, моравме да ги филтрираме твитовите кои што произлегуваат од Бугарија и од Србија. Значи пак проблеми се. Па секогаш има некако со помали држави, со помали јазични подрачја. И се разбира и со албанските постови да ги ограничиме на оние кои произлегуваат од ова географско подрачје, а не од Косово и од Албанија. Така што беше тоа еден процес, прво и да пристапиме до податоци, потоа да го научиме моделот на вештачка интелигенција да кодира согласно тоа што ние сметаме дека треба да биде кодирано. И на крај, во интерпретацијата на резултатите од тоа истражување, можеме да констатираме дека не сме најлоши во поглед на емотивноста во политичките постови и во постовите на медиумите, дека проблемите низ државите се слични, дека никаде нема идеални состојби можеби, дека за разлика од Бугарија, Босна и Херцеговина, Австрија, Данска, постои поголема воздржаност од отворено споделување емоции од страна и на политичарите и на медиумите во нивните постови. Меѓутоа, од друга страна, анализирајќи ги коментарите од граѓаните на овие постови, гледаме дека постои значителен емотивен негативен набој. Каде? Кај нас или? Кај нас. Секаде има, меѓутоа кај нас тоа е парадоксално затоа што од една страна би очекувале на таква повоздржана комуникација дека ќе имаме и повоздржани одговори, не е случајот, што може да се интерпретира на повеќе начини. Од една страна добро е што немаме така експлицитно емоционално инвестирани постови од страна на политичарите и на медиумите. Меѓутоа, од друга страна, ако видиме дека се соочуваме со такви реакции од граѓаните, можеби ваквиот пристап не ги адресира нивните проблеми, загрижености и прашања и емоции. Можеби е потребна промена на пристапот во која ќе се адресираат емоциите кои што граѓаните ги имаат за одредени политички прашања, а нема да бидат игнорирани преку емотивно неутрални постои.
Не го разбрав ова, како тоа да бидат адресирани? Во смисла на тоа поедноставен јазик? Со поедноставен јазик. Дека ако луѓето се лути, гневни, недоверливи кон одредено прашање, политичарот кој им се обраќа на тие граѓани, нема да се обраќа како на некоја безимена маса, туку имајќи ги предвид овие чувства, нивни, ќе ја срочи содржината да ги адресира овие загрижености, во смисла на тоа да каже дека да, постои свесност, дека меѓу граѓаните постои такво чувство и видување, и со оглед на тоа, ова и ова ќе се направи или ќе се прави. Сега има мала дилема. Некој може би им ги создала намерно таквите чувства. Во нашата јавност знаеме дека секојдневните изјави на спротивставените политички субјекти намерно создаваат нетрпение меѓу себе, кое што се рефлектира кај граѓаните, па потоа тие на социјалните мрежи го пренесуваат. Така да мене малце контрадикторно како тие сега ќе ги смират граѓаните, кога тие намерно го подкреваат тоа негативно чувство за предавници, не знам, ги упропастија државата, или овие ние не се тоа се цврсти зборови кои што кај нас предизвикуваат емоции за кои што вие ги истражувате. Тука веќе доаѓаме до тоа што на политичарите им е важно во начинот на комуникација со нивните гласачки тела и со граѓаните воопшто и начинот на кој планираат да управуваат на извесен начин со нивното јавно појавување, со реториката што ќе користат во јавноста. Несомнено е дека да, со емоциите може и се манипулира, се манипулира преку наративи на политичка поларизација, предавници, патриоти, како што спомнавте. Едни кои што се во групата наши или нивни, оние кои што се од надвор, ние кои што сме лојални и оние кои што не се лојални. Меѓутоа, таквиот начин на водење комуникација во подолг временски период може да има негативно повратно влијание кој политичките елити можеби и не би го очекувале. Тука би сакала можеби да се надоврзам на резултатите од другото истражување кое го реализираше Универзитетот во Виена во 4 држави, вклучително и во Македонија. Ние учествувавме во адаптација на инструментот, каде што низа прашалници и експерименти граѓаните има можност да покажат каква демократска отпорност на индивидуално ниво имаат, колкав има интегритетот да одолеат на одредени ќе кажеме непристојни понуди за да се откажат од својот глас како граѓани или својот политички глас на избори. Тука резултатите, морам да признам дека малку ни изненадија и нас во институтот, покажаа дека големо мнозинство, 80% од граѓаните, не би прифатиле да потпишат петиција која што е спротивна на нивните убедувања во замена за монетарна добивка. И ова е одлучено на прва топка, кога биле прашани дали би сакале да преговараме за пари за кои би вие би потпишале, тогаш рекле не. Аха. А оние кои што прифатиле, да, при што морам да кажам дека реални добивки можеле да се добијат во рамки на таквиот експеримент. Дополнителни 76%, што исто така многу високо, одбиле да се воздржат да излезат да гласаат на избори. Ова истражување е спроведено непосредно пред локалните избори минатата година. Дури за пари одбиле да... Така е, одбиле да се воздржат да излезат на гласање. Ова ни покажува дека граѓаните имаат поголемо поистоветување со демократските норми, едно символичко поистоветување со процесот на гласање и со изразувањето на своето мислење, отколку што ние мислиме и им даваме кредит за тоа, вклучително и поголема свесност и отпорност за коруптивност. Меѓутоа, бидејќи така со некаква скепса се дочекуваат ваквите резултати, тоа се покажа и во истражувањето. Секогаш кога биле прашани, а што мислите, колку вашите сограѓани би одбиле, например, да потпишат петиција или да се воздржат од глас, сметале дека само 40 до 50% би покажале таков интегритет, дека сите други би го продале многу лесно. Ама тие не. Што покажува дека од друга страна имаме значителна и меѓучовечка и институционална недоверба. Дека граѓаните можеби номинално се поистоветуваат со демократијата, меѓутоа прават разлика помеѓу поистоветувањето со политичките елити и незадоволството од политичките елити, што го изразуваат онлайн. Димитровска, ајде, какви емоции, до какви сознанија дојдовте, какви емоции доминираат? Секогаш... Велите не е проблем емоциите, но... Кога станува збор за истражувањето од Виена, каде што
граѓаните имале можност да изберат политички прашања кои им се важни, дали тоа биле климатски промени, борба против економска нееднаквост или доселување на странци, за македонските граѓани тоа било борбата против економската нееднаквост, има и какви чувства биле поврзани. Најголем дел, 27%, рекле дека се гневни. Дополнително 20% изјавиле дека се анксиозни во поглед на тоа. Околу 20 и нешто проценти сепак биле чувствувале надеж дека работите можат да се променат. Многу е битно да ги имаме и овие позитивни емоции на ум. Само 7,8% од граѓаните всушност изјавиле дека се индиферентни за сите политички прашања за кои биле прашани. И истражувањето покажува дека оние кои се индиферентни статистички значајно повеќе биле подготвени да го продадат и својот глас и својата волја да се потпишат на петиција или да учествуваат на протест. Значи не е проблем емотивноста, туку не е проблем емотивноста сама по себе. Како да се менуваат. Така е. Има повеќе видови на емоција, меѓу кои има и позитивни и негативни. Кај нас многу гневот, значи доминира. Доминира гневот, доминира стравот и анксиозноста, има и позитивни емоции, меѓутоа апсолутно не е проблем постоењето на емоции во политика. Потребно е да имаме повеќе разновидност на емоциите во политиката и овие емоции да бидат комуницирани со разбирање и почит кон другите емоции. Како тие емоции влијаат подоцна врз политичарите? Предизвикуваат ли некаков однос кој што сака да го исполнат? На краток рок... Значи, ангажман поголем или не? На краток рок, она што го спомнавте, дека со граѓаните често се манипулира преку наративите споделувани на социјалните медиуми, на краток рок може да им донесе такви краткорочни добивки, дека едни ќе се обединат против други, па ќе бидат за едниот или за другиот. Меѓутоа, на долг рок, навистина, ја еродира општествената поврзаност и ја еродира демократската отпорност. Сега, индивидуалната демократска отпорност за која зборувавме пред малку е важна, меѓутоа битна е еднакво и институционалната отпорност, а таа ја прават граѓаните. Ако граѓаните не веруваат, немаат доверба во институциите, сметаат дека тие се заробени или дека се корумпирани или дека се неспособни да си ги извршуваат своите задачи, тоа на долг рок ќе влие и врз еродирање на индивидуалната демократска отпорност. Една реченица ќе прочитам од анализата. За македонскиот контекст е карактеристично тоа што изборниот период не коинцидира со повисок степен на искажана омраза на социјалните мрежи. Што значи дека тоа се стивнува некако омразата? Не се стивнува, туку нема некаква... Би се очекувало дека ќе има поголема застапеност на содржини кои си имат силен емотивен набој, меѓутоа ова не се случува во нашиот контекст, за разлика во споредба со другите држави, каде што таква реторика се засилува во предизборни периоди. Тоа е добро или повторно, тоа е само различно. Како што спомнав и претходно, не значи дека комуникацијата, ако цела година имате комуникација која што подгрева, апсолутно неважно е дали само во тој период ќе биде интензивирана или нема да биде интензивирана, и при тоа зборуваме, да се оградиме дека зборуваме само за еден социјален медиум, тоа е X, кој има одреден формат во кој можат работите да се срочат. За жал, идејата беше дека ќе вклучиме и други платформи, како Мета, Facebook и TikTok, меѓутоа, поради промената на правилата за приватност, не можевме да ги земеме содржините. Мислам дека би била многу побогата анализата да ги имавме и податоците од Facebook. Оти повеќе им увид во Facebook, мислиш, че таму си... Има подолг формат на изразување, тука можеме многу побогати содржини да пристапот на категории, социјални категории се поприсутни на Facebook, одошто што на сметаме дека таму можеби има една интелектуална структура повисока, ама сепак и таму доминираат некои вакви емоции за кои што говорите. Дали имате компаративни сознанија, значи не е само Македонија, секаде. Мислев дека е тоа типично или карактеристично на секоја земја за нивото на култура, цивилизацијска прогресивност на населението. Дали тоа има врска едно со друго? Дали треба се културолошки можеби кај нас имаме слобода на искажување такви радикални емоции кои што можеби на запад ги нема или нема бариери кои стануваат збор за ваков однос кон политиката? Постојат одредени разлики помеѓу државите. Например, се констатираше дека во Полска и во Австрија политичарите почесто споделуваат содржини кои
говорат за надеж, оптимизам и благосостојба. Од друга страна, во Бугарија и во Босна и Херцеговина има поголема двојба, од една страна и позитивни, меѓутоа и многу негативни емоции се поттикнуваат преку постовите на политичарите. Меѓутоа, генералните заклучоци се заеднички за сите држави и не се врзани само за општествениот контекст, туку и за она што го прават социјалните мрежи кои се глобални алатки. Всушност, алгоритмите кои што ни ограничуваат пристап до различни мислења и овозможуваат всушност да функционираме во еден балон на истомисленици и се повеќе го засилуваат чувството на ние од едната група и сите останати со кои на прва топка не сакаме да комуницираме или ако комуницираме не ги читаме фактите, туку ги читаме емоциите. Димитровска, сте офатили, да речеме, политичарите и граѓаните. Меѓутоа, за да реагираш на било која социјална мрежа, некој медиум треба да го пренесе ставот на политичарот кој што предизвикува некакви емоции. Предпоставувам дека не сте имале многу време да ги анализирате медиумите, но тие трансферот меѓу она што политичарот го говори, кој што кај граѓанинот создава некаква емоција. И ние имаме своја улога, лоша или добра во веројатно ние медиумите во создавањето на таква клима. Не знам како можеме да го избегнеме, но не можеме да ги цензурираме политичарите, а не можеме многу да ги цензурираме ниту граѓаните. Медиумите исто така беа вклучени во анализата на социјални медиуми, меѓутоа преку нивните постови на тој социјален медиум. Значи не преку веб порталите на самите медиуми, туку она што тие ќе го споделат на платформата X како своја вест или краток коментар. Како и во случајот со политичарите, така и во случајот со медиумите во македонскиот контекст, медиумите не ги изразуваат постовите со таков емотивен набој како што е случајот со другите држави кои беа вклучени. Меѓутоа, тоа повторно, како што спомнавте, не мора да значи многу ако се има предвид дека ако не се управува понатака во комуникацијата со публиката, ако оставиме луѓето подолу во коментарите да се искараат, да се изнакажат се нешто, да се поделат, тогаш не сме завршиле целосно работата и еден дел од препораките кои што произлегуваат од проектот не е само да имаме емоционална и медиумска писменост многу поголема, туку и да се воведе посилен надзор над алгоритмите на социјалните медиуми и какви содржини пласираат тие на граѓаните и можеби поголема вклученост на медиумите во одржување на таква состојба на емодиверзитет, во кој ќе се почитуваат различните емоции, меѓутоа истите тие нема да се дозволи да водат кон исклучување на други емоции, бидејќи многу често имаме едногласно малцинство кое коментира на социјалните медиуми, затоа што поголемиот дел од луѓето кои би имале што да кажат, се плашат дека тоа нема да биде примено со почит, дека ќе бидат навредувани, ќе бидат обезвреднети нивните мислења и едноставно се исклучуваат од дебатата, не треба да биде тоа случај. Демократска отпорност, рамнодушноста е поголем ризик од емоционалноста. Апсолутно, тоа е еден од заклучоците на проектот, дека рамнодушноста, апатијата можат да доведат кон поголема разорување на личниот интегритет, разорување на демократската отпорност индивидуална, поголем коруптивен капацитет можеби, и неинвестирањето во општествените процеси е загуба всушност, затоа што имаме богатство на граѓани со различни мислења, со различни видувања, кои треба да бидат слушнати и видени. Деновиве во Скопје одржуваме серија лаборатории со граѓани кои се бирани токму да представуваат различни политички гледишта и гледаме во една модерирана средина, во една средина која стимулира почит и сослушување на другиот, како можеме да размислуваме заеднички кон заедничка иднина, а потоа и да креираме наративи кои што ќе бидат пренесени на креаторите на политики, па тие да работат на тоа како да им удоволат на граѓаните. Овие лаборатории, зашто не каните некојаш медиум, ќе се најде можеби некој медиум што ќе покрие да види тоа како изгледа во пракса или не е соодветно заради граѓаните? Заради граѓаните не е соодветно. Идејата е тоа да биде затворена средина во кој тие ќе се чувствуваат слободни, без да кажат така е, анонимни, без осудување, да разговараат со други своји сограѓани кои не мислат на ист начин. Да, но знаете, на овие најголемиот број телевизии имаат отворени телефони каде што без страми перде, без криење на податоците полемизираат граѓаните. Не се дека толку се плашат. Се согласувам. Или вие наоѓате некои такви кои што не сакаат. Се согласувам, меѓутоа сметавме дека ќе се чувствуваат поотворени не само да си кажат што имаат,
туку да бидат во диалог со да другиот без да се навредуваат, доколку да тоа биде така е, не само да кажат што имаат или да се искараат со претходниот јавувач, туку да седнат и да разговараат во ред, различно гледаме, меѓутоа каква е визијата за иднината, каде сакаш да живееш после 10 години, што вклучува таа иднина. И на крај гледаме дека тие двајца граѓани немаат толку големи разлики во тоа каде сакаат да живеат за 10 години. Каде сакаат? Во држава која што е уредена, во која што нема корупција најчесто, во која што има доверба дека институциите си ја вршат работата и се разбира за различни прашања, тематски ги разговараат овие Не споменуваат Европа? Ја споменуваат Европа, да. Структурата е етничка, меѓуетничка, различно социјална, политичка. Така е. Се работи за две групи на граѓани, една која што треба да биде да ја рефлектира општата популација, значи правен е примерот кој одговара според пол, возраст, етничка припадност, ниво на образование. Посите. Така, другата по различни особини на ранливост, лица кои што се невработени, лица кои што припаѓаат на немнозински заедници кои што се помалку слушнати, лица кои што се соочуваат со некаква попреченост, лица кои што се возрастни живеат сами. Така што внимавате на за да можат да бидат така е. И уште едно имам веројатно и овој заклучок. Она што го чувствуваме и она што го кажуваме не е исто. Тоа е многу интересен резултат од трето истражување кое за жал не беше реализирано во Македонија. Го спроведуваше нашиот партнер од Полска, каде што во 4 држави се спроведуваше и луѓето беа ставени во позиција да читаат различни политички пораки, истовремено да им се снимаат нивните фацијални експресии, начинот на кој реагираат на одредена содржина, какви гримаси ќе направат, дали ќе дадат некој коментар, како реагираат во поглед на гестикулација, потоа и да одговорат на прашалник поврзан со постовите, каде што се покажа дека 70% од изразите на лицето и гестикулацијата не соодветствуваат со тоа што луѓето ќе го кажат после во прашалникот. Така што, постои дискрепанца голема помеѓу тоа што луѓето се подготвени да го споделат во јавен простор, бидејќи некогаш се плашат од осудување, некогаш знаат што е очекуваниот одговор, па настојуваат тој да го дадат, и она што интимно го чувствуваат. Некогаш не издава изразот на лицето повеќе. Така е. Тоа не е многу разработено, но на запад работат на мимики, на тркнување на такви биометриски податоци. Да, дури во криминалистиката мислам дека се користи, кај нас малку заостануваме тука. Последни пораки, вашето заклучување до истражувањето треба да има повторно такви порака до политичарите и до граѓаните, некој треба ли некој културолошки напредок да направат. Сепак мислам дека тие го водат, збориме за политика, не збориме за генерално. Првиот чекор е... Ти рековте во Бугарија не е баш толку изразено, така на почеток ми влезе некако во поглед на Не, во Бугарија има поголема драстичност во пораките. Има поголема? Да, поголема. Или се исклучително позитивни, или се исклучително негативни, додека кај нас е многу по, како да кажам, сузбиена таа емотивност во политичките пораки. Што би била пораката на проектот? Дека прво еден повик дека ова е тема која апсолутно вреди понатаму да се истражува, затоа што ние не сме единствено рационални суштества, ние сме емоционални суштества. Со нашите емоции влегуваме во сите сфери на животот во кои действуваме, па вклучително и во политиката. Дури и политичарите кои некогаш ги гледаме така оддалечени од нас, се исто така емотивни суштества кои што действуваат во јавниот простор. Апсолутно е важно да разбереме на кој начин овие емоции се вплеткуваат во политиката, биваат манипулирани и имаат последици понатака врз општествената кохезија. Потребно е и политичарите, и медиумите, и граѓаните дополнително да зборуваат и да учат и за емоциите, и за медиумската писменост, и со многу повеќе свест и добра волја да управуваме во јавниот простор со овие емоции и со во комуникацијата со другите. Марија Димитровска, благодарам што бевте гости во Слободен печат и да ги споделивте овие важни информации за емоциите во македонските граѓани. Почитувани гледачи, тоа беа некои интересни податоци како македонските граѓани реагираат на политиката. Се надеваме дека нешто ќе се промени од ова истражување.